Во овие сериозни времиња, во ова доба на пандемија, кога за жал секојдневно слушаме лоши вести, секако повеќе од потребно и добредојдено ни е да зборуваме за убавите работи и за уметноста. Ако грижата за здравието ја оставиме во рацете на медицинарите, тогаш секако нашата душа, нашите духовни доживувања и состојби се во рацете на уметниците, а за моќта на театарот и на актерството не треба ниту да се зборува. Затоа во приказните од Гостивар секогаш се трудиме да говориме и да ги раскажуваме убавите приказни, оние кои што се врзани со позитивните работи, оние кои што ни ја разубавуваат страната на животот, која што моментално и не е така најдобра. Вечерва гости ни е Берат Салиу, актер од Гостивар. Берат, ти благодарам што ја прифати поканата да ни гостуваш во емисијата Приказни од Гостивар. Благодарам и на вас и многу ви се благодарувам за тоа што се трудите во овие лоши времиња, да кажеме дека се обидуваме сите, да кажеме дека се обидуваме да правиме нешто, значи да ја тргаме паметта на тоа што сме во моментално во ова лоша состојба, да кажам. Да, те најавив како актер, меѓутоа и како продуцент, креатор на еден голем настан во Гостивар, врзан со театарот, тоа е фестивалот Отело. Ама најпрвин твојата приказна. Сакаме да ја започнеме од самиот почеток. Како и зошто се одлучи твојот животен пат да биде актерството? Приказната е, значи, кога си во времења, кога мислиш дека се можеш и сакаш да бидеш нешто во животот, значи, јас како ученик, значи, од школа, од средно училиште што сме учили, од таму почнав со првите чекори на уметноста, како што бев ангажиран како, да кажем, уметник во тоа време, како актер во една улога што ги правиме заедно со другите средношколци. И од тоа тогаш ми се допаѓа ова, значи да излезеш пред публика, да рецитираш нешто, некоја поезија или да играш некоја игра. Сум ги сакал овие работи. И да велам дека сум роден за таа работа, не можам да велам така, бидејќи после се случуваат некои работи, но ја сакал уметноста. Да, како понатаму се одвива работите и допирот со театарската уметност? Значи заврши средно во Гостивар, да, понатаму, да. Сега од економско, како се префрли на глумата? По професионално? Па велат дека најголемите економисти не се баш финансиски добро. Јас во тоа време не ја мислав тоа дека да си економист и да имаш пари во ова време, не е така. Но ви реков дека уметноста е нешто што не можеш да ја купуваш, не можеш да ја правиш со пари, да велим, или нешто и што не можеш да бидеш ни богат. Значи, ако ја споредиме сега економијата со уметноста, значи подобро да бидеш уметност, уметник мислам, него да бидеш економист, бидејќи во овие лоши времења ништо не ти помага, ни тоа, но сепак во уметноста, значи душата, нашата душа, нашиот живот е нешто во рехабилитација, како да го велам, значи помирни сме, ја прифаќаме состојбата таква како што е, значи се трудиме да правиме нешто. И мислам дека сепак луѓе секој по своја професија, ако сака да прави нешто за доброто на сите, може да го прави како економист и како актер и како некоја друга професија што има во живот. Да, во однос на твоето образование, како течеа студиите и што таму научи? Во смисла, дали се учи повеќе теорија или праксата? Праксата, значи пракса. За жал, значи годините што јас ги имам и во тоа време кога ние почнуваме да студираме, значи лоши времења да велам со локални зборови, бидејќи беше времето кога се формира универзитет во Тетово, после факултетите се споделија, после да се прави, значи, класа на
драмска уметност или да не се прави, да биде или да не биде, но ние се правихме, значи јас сум 4-та генерација, правно имаше и други генерации што ја заврше за актери, но ние сме во тоа време кога и почна и конфликтот во нашата земја. Сепак имавме некои многу проблеми што сега тогаш како млади можеби не сме ги сфатиле баш како што треба, но сега кога дојде, значи ти треба некој време да живееш во тоа што е и да ги сфатиш некои работи такви како што се. И ние се трудивме, значи ова наша работа што ја почнеме како студенти за уметници да станеме, се трудивме да ја држиме тоа до крај, бидејќи не се расипа групата во тоа време што памтам. Прво одивме Скопје таму, па пак се вративме Тетово, па после не ги примеа дипломите требаше значи да ја примат нашиот факултет и мислам след универзитет во Тетово, но еве тоа политиката ја прави своето и се прави тие работи, значи ние сме сега легитимни, да кажам, легитимни актери, што значи ја прифаќа и нашите дипломи. После некој време се формираше и театарот во Тетово, што сум дел и основач како еден актер од првите тие што бевме тогаш 15 или 16, не знам колку бевме, значи актери што сме дипломирали требаше да правиме театар во Тетово, што го правевме во 2007 година. После студиите, значи другиот чекор беше да правиме театар, значи да си актери, да немаш театар е нешто што не бива и не ти оди, значи зашто си? Мора да се занимаш со тоа што го сакаш, со тоа што си завршил. Да. Дали се сеќаваш на првата професионална, ако така може да се нарече, или театарска представа, улога која што си ја одиграл и какво ти било чувството кога прв пат си стапнал на сцена? Сега не зборуваме за тие средношколски представи што се професионално правеле, професионално. Какво било тоа чувство? Излегуваш, сепак носиш некој товар пред публиката дека треба да се пренесе нешто оригинално, нешто Мислам дека чувството е секогаш прва, значи во секоја премиера како актер, и сега во денешните, значи во сегашните денови, ако излезеш во една премиера, што ако ја имам утре на пример или после некој денови, значи сепак ти е прв пат. Јас мислам дека тоа е во уметноста. Значи не се разбира дека ти треба, како да ти кажем, дека треба да имаш малку и традиција, да имаш и стаж во некои работи, но сепак тоа што ти е премиера, ти е прв пат. Значи секој е по нешто друго. Не можеш да велиш дека сум играл 20 улоги, па сепак сега немам трема. Ке имаш пак трема. Значи во уметноста тоа е, значи секогаш ти е прв пат. Секогаш затоа го велиме и премиера. Значи без разлика што ти ги имаш правено некои други улоги овие 20 години. Тоа е веројатно врзано со тоа затоа што добивате најразлични, нели? Кога беше збор за првата улога, како мислам кога дипломиравме, значи дипломска што го велиме ние, тоа беше го викавме, значи човекот што не може да се задоволи од ништо, сака се и се што да има, тука е битката за градоначелник во тоа време, значи еден текст од Виктор Евтимиов што беше тогаш го игравме, значи трката за градоначелник што го правиме, така секогаш ние со политиката, политичарите се занимаваат со нас, ние се занимаваме со политичарите, значи се е врзано. Единствени конкуренти што ги имаме се тие. Тоа е мојата, значи прва како професионален актер, да велам дека сум играл целосна представа 1 сат, колку трае сат и 5 минути, и што тогаш како прва, мислам, како што после што дипломиравме, бевме и како студенти што учествувавме во фестивал во Деба што се организира за фестивал на театари, и тогаш сум настапил како, значи во еден, да велам, во еден фестивал како актер. Значи тие се првите човекори што јас сум почнал веќе да ја чувствувам дека тоа сум актер, значи сега е нешто животот сосема нешто друго, не е како беше до сега. Да, имаш ли некоја посебна улога која што ти е драга и дали ти е полесно да понесеш комичен лик или некој посложен сериозен лик на сцената? Па ние сам, јас сам себе си не можам да одлучувам, мислам, или да го проценам, сакам да играм ова или сакам да го играм тоа. Значи тоа секогаш режисерот и публиката, затоа ги правиме представите за публиката, значи тие може да одлучуваат дали си за овој лик, дали си за овој лик.
Секогаш велат дека јас вака изгледам малку посериозно и дека ми, значи, ако сум изгледам сериозно, ми идат повише ликовите што се на комедија. А јас сам себе си повише би рекол дека јас сакам трагедијата или драмата да велиме, дека има нешто не по друго чувство, но мислам дека даваш нешто повише од себе. И во комедијата, за мене, како актер, комедијата е трагедија. Јас што треба да играм, за мене е трагедија, но за публиката е комедија. Значи, тоа е нешто друго. Значи, таму гледаш трагедија, играш комедија, или пак обратното. Но сепак мислам дека ние сме актери, не може да ги разделиме. Сакаш ова, сакаш ова, не е тоа што ние да играме, мора да го играме, значи некогаш избираме кога имаме сами, значи кога сме правиме некоја сама представа, сакам да го избирам, сакам да го играм ова, да го играм ова. Но во театрите, значи во установите, тоа го избира некој друг и ти си задолжен да играш во тоа што ти го избира. Да. А како Берат хируршки го одвојува Берат од ликот што треба да го игра? Еве сега зборуваме за трагичен, комичен лик, меѓутоа во личниот живот на човекот, па и на актерите се случува се што. И може утрово да се случи нешто многу лошо, а сепак на сцена треба тоа да изгледа перфектно улогата. По тоа многу добро го кажува, значи без разлика имате во литературата што читаме, значи до влезот на театрот, до влезот на читалната каде што влегуваме, значи до тука ти можеш да имаш проблеми со детата, дома, со жената, се и се што, но тука кога влегуваш е нешто сосема друго. Значи не си више Берат. Влегуваш со ликот што ти е избиран за да го играш и ти играш за тој лик. Без разлика што ти имаш проблем, може би си болен нешто. Јас за жал сум имал еден случај, значи ја подготвивме една представа од Шекспир, мајка ми почина. Значи, требаше да ги оставиме тие проби, значи, зашто нашата работа е колективна. Значи, не можеш ти едниот ќе дојде утре или нема да дојде утре. Значи, ја блокирав целиот процес. Требаше да одам, зашто случај се случуваше во Германија, требаше да патувам до Германија, после да се вратам, пак игравме во тоа време, јас сум играл жена. Ти треба да играш тоа што велиш нека голема комедија за публиката, а за мене беше голема трагедија и како лик и за случај што ми се случува. Но никој не те прашува што си бил и од каде си дојден сега. Значи тоа е уметноста што ти ви реков порано дека ти треба да ја раниш душата со тоа што си одлучил. Значи јас ќе бидам ова и не можам или не сакам. Во ова работа не можам или не сакам. Значи мора тоа што си го избрал или што ти е поделена да играш, ќе го играш како што сакаш и како што можеш. Значи и да јас сам и од себе си мислам дека секој актер, не само едно, секој актер треба да го даде тоа 100% што го има. Сега може би некој е подобар, некој е полош, некој има више потенцијал, но ти самиот треба да се трудиш 100% тоа што го имаш или што мислиш како карактер да го правиш. Да, секако за тоа постои публиката, велиш нема простор да се биде или да не се биде, едноставно мора да се биде. Мора да се биде, да. Да, тоа е една голема работа, заедно со своите колеги, со Арген конкретно, правите нешто многу големо за Гостивар, за нашиот град. Тоа е театарскиот фестивал Отело. Би сакала да ни кажеш од каде и како се роди идејата да го создадете, се работи веќе повеќе години и една вистина голем културен настан каков што градов порано немаше прилика да види. За фестивалот Отело јас би кажал дека не е само во градот, во земја. Значи од 4 најдобри фестивали во Македонија што се случуваат, не дека го правиме ние, но идејата беше да се формира театар во Гостивар. Значи од години кога ние дојдевме како студенти, после завршувањето на студиите како актери, што после ви кажав порано, значи како актери кога дојдовме, значи намерата не беше во тоа го формиравме. Значи јас и Арджен, што е директор на фестивалот, ние сме и потписници тоа што собираме петиција за да го правиме театарот во Тетово. И тоа таму сме го правили, сега се трудивме и во Гостивар. Значи нашата прва идеја е да биде и да имаме театар во Гостивар. Што да правиме? Треба да правиш представи, да е навигната публиката, да знае публиката дека има театар, што се случува во театар.
И значи нашата прва идеја е да правиме представи, да правиме и театар после. Да се знае зашто се прави театар. И се трудевме, значи првите години не правивме сами представи, како и вие како новинари што знаете дека значи од 2002 година ние правивме редовно професионални представи, се трудивме. Па после како да го правиме ова што поголемо, значи со представа ти можеш ние како приватна продукција сме го представиле гостивар во Турција, сме го представиле во Булгарија, значи со нашите приватни представи, без да имаме театар, без да имаме институција, со помошта на директорите што биле во тоа време овде на љубовта и ентузијазмот Центар за култура, на домот што го велиме ние вака традиционално. Значи сме правеле се и се за да правиме, значи намерата била да правиме театар во Гостивар. Сите овие работи. И шетајќи таму низ фестивали, таму, ваму, горе, доле, Балкан, Европа. И видовме дека, значи, поголема работа е да правиме и фестивал, значи повеќе луѓе ќе знаат, повеќе уметници се разбират за таа работа и решиме да правиме фестивал. Тих угнетача и нjihovih pomagača, legionara i fašista, haj Karmela, legionara i fašista, haj Karmela. Првата година за 2017 година со многу труд, со многу, како да ви кажам, со многу трпение, чека ќе биде, да правиме ова, да правиме тоа. Бидејќи првиот настан беше многу стресно многу уморен, и многу стрес. Да го правиме, не може пак, зашто да сега сакаме, не сакаме, мораме да го кажеме дека работиме големите работи, односно не се прават без пари. Значи, за жал морам да ги потенцирам тука политичарите ни се, да не кажам ужасно, но така треба да звучи, бидејќи не ја знаат многу театарот. Јас имам и другари, малку јас сум се, нека сум се занимал со политика, но да ти каже некој што е пратеник или да речеме дека е министер, што си го избрал тоа професија, значи постои неразбирање на не дека не разбира, не ја сакат, не ја знаат, дека не ја сакат, можеби лошо звучи, но како да не е во театарот, во политиката, мислам дека таму во инфраструктура, светла тие работи, не знам што е се, да не излегувам од тоа. Значи сме имале многу стрес да го правим, барем првиот настан да биде како фестивал. Ние сме го почнале од 2009-та, како друго име, не Отел, него Нонтори Фест го викавме ние. Значи, тогаш почнаме прв пат, донесме некои представи само од Македонија, значи Куманово, Тетово, Скопје, Дебари, да правиме нешто, да почнеме вака полека, но не идеше. После чекоривме, ајде пак со приватни представи, пак не идеше. 2017-та, пак се трудивме тоа што ви реков порано. Дека да правиме еден другачиен фестивал, значи да правиме нешто со интернационално име, со интернационални представи, значи од други земји, не само од Македонија, и одлучивме за Отело. И од тогаш мислам дека тргна нешто добро, ама првата и втората година беше катастрофа, мислам. Катастрофа во тој аспект на организирањето, значи немавме простори. Овде во домот е ладно, немавме многу простор. И од тоа, значи, дојда многу театри од
земјаве, од надвор од Ете да земјава. кажеме некои кои што учествувале, сега не е убаво да издвојуваме, меѓутоа да спомнеме некои од представите кои што биле и гостиварци имале прилика да ги видат на Отело, а биле големи. Големи, да, па театри. ние сме имали, значи, државен театар, така во Турција така функционира, значи, го имавме театарот Бурса, го имавме ратниот театар од Сараево, го имавме Тирана, го имавме Приштина, Драч, имавме Корча, го имавме од Србија, Прешево театарот, од Македонија го имавме Велешкиот театар, го имале од Скопје, албанскиот театар, значи многу театри што овде од близина што се, мислам, и наши соседи, но и театри што стварно имаат некој голем багаж и се познати за околината. И тоа што ме радува мене, бидејќи кога ја освоивме театар, кога решиме да биде и театар во Гостивар, и некој од медиумите во тоа време и некој од новинарите пишува, ова е, рече, пишувале, тога има, може да ги видиме тие работи, пишувале дека ова е резултат од фестивалот Отело, што денеска Гостивар има театар. Значи, ние тука сме радосни, бидејќи тоа што ја мислиме од 2002 година, кога дојдовме во Гостивар, да правиме дека прва намерата и целта не е да имаме театар, па после овие други работи ќе сами ќе видат. Но ние почнеме обратно, значи прво треба да правиме представи, да правиме фестивали, да ја знаат другите дека треба Гостивар да има театар, и ние сега освоивме театар и имаме театар. Што мислам дека ќе биде нешто добро за Гостивар, бидејќи Гостивар е еден од најголемите градови во Македонија. И да немаш театар е стварно нешто што не му личи на еден добар град. Во однос на градењето на публиката и љубовта кон театарската уметност, како актер и човек кој што се занимава со организација на голем театарски настан, што можеш да ни кажеш како оценка? Има ли Гостивар зрела публика да гледа и да почитува она што се случува на сцена? Ние стварно сме многу радосни на овој аспект. Значи, да не кажам дека целиот Гостивар ја гледа представата што ќе прави во театар или во фестивалот што ќе дојде во фестивалот Отело, но имаме, да речеме, 300 до 500 луѓе што идат, значи, редовно, кога има премиера, кога идат представи од други театри или од други градови или од други држави, значи тие ги имаме таа бројка, горе-долу, 300 до 500. Значи ние го имаме тој број. Така без разлика, биде последниве години, речи се половина од населението не избегат, но сепак тие што ја сакат уметноста, тие што се љубители на уметноста, тие идат во театар. И се многу радосни. Значи, јас имам и други другари што не се во ова професија, но ја почитувате и велат дека браво, правите нешто што стварно и нас не радува. Сме биле во Гостивар, имавме, гледавме, правевме ова, она, значи, сепак театарот е тоа што ги ближува луѓето. Значи, ти овозможува нешто да видиш што не можеш да го видиш, речи, никогаш во животот. Особено беше, да кажам, тешко и комплицирано да се организира еден настан од таков тип минатата година, кога нели имаше најразлични ограничувања. Уште има, да, лани го работевте, не се откажавте, го истуркавте. За жал, Отело на поинаков начин, но нивото се задржа. Како помина фестивалското ланско издание? Јас, бидејќи сме во 2021, јас се уште велам дека сме 20, бидејќи не сакам да го рачунам во мојот живот дека една година беше 20-то, пандемијата, коронавирусот. Значи, се уште мислам дека ни бега една година што никој, мислам, не ја чувствувал. Значи, сме били во еден стрес, во еден ангд, да кажем, дека не знаевме што се случува. Зборувајќи со колеги, со режисери, со продуценти, други, значи, некој ни велеше дека вие имате добра клима во Гостивар. Зашто да не го правите во нешто, значи, надвор од театарот, надвор од ѕидовите на театарот. Ние го имаме парк, значи, мислам, го имаме најдобриот парк во Македонија, го имаме амфитеатрот. Но ние одлучивме да го правиме и за тоа што да не прекине овој тренд што почна.
Зашто ви реков дека Отело е фестивал од 4 најдобри во Македонија. Значи, Веќе си фаќа традиција значи, и зазема. во Законот за Министерство за да. култура е влезен во 70, како што го велат овие од Министерство, значи административно да го кажеме. Значи еден од најдобрите фестивали. И не сакавме да го прекинеме. И мислејќи дека значи имаме простори во Македонија, во Гостивар паркот, амфитеатрот, некои вака ресторани што и мислиме каде што можеме да го адаптираме што подобро и како можеме подобро. Значи сепак се трудиме за убавото, за тоа доброто, што секој да се осети добро во тоа што ќе дојде, да види, значи вие знаете и сами кога дојдете во Игнатието, значи минатата година, сите се чудат како го правевте ова, како го трансформиравте ова време, ова место, какво го трансформиравте во оваков, значи летна тераса или летна сцена да го викаме. Значи ние правиме тоа што е најдобро, што стварно го сакаме и го правиме со целиот труд за да биде уште подобро. Значи не сакаме да прекинеме во тоа пандемијата, не можеме во тоа, не можеме ова. Сме имали проблеми, значи со министерството за документи, за дека време на пандемија не може, некои фестивали се одложија, што не можело да ги прават, се одложија. Но ние пак кога ја мислиме дека првата едиција го правевме, да не велам со без пари, го правевме, сега имаме можност. Ние четврта едиција, зашто да не го правиме со тие средства што ги имаме. Значи можеме и умееме да го правиме. Тоа и го правевме и мислам дека излезе нешто, да не кажем од најдобрите фестивали што ги имавме, но нешто стварно најдобро. Да, успешно. Фестивалот има надпреварувачки карактер. Меѓутоа, реално, може ли да се каже кој е најдобар актер, кој е најдобар режисер, кој е најдобар представ? Мислам дека све разликата е меѓу тоа што, значи, во која представа играш, или со кој актер играш, или со кој режисер играш. Значи, ти можеш да бидеш некој голем актер во некоја улога или во некоја представа не можеш да бидеш толку добро. Не можеш да бидеш, него не ти се овозможува да играш некоја добра улога. Да
Да се покажеш во Да, најдоброто не светло. можеме да правиме такви затоа значи тоа што конкуренцијата значи е различна. Значи во некоја представа ти си многу добар, во некоја представа не си добар, бидејќи немаш толку голем лик за да играш некоја добра улога или голема улога. Сепак не можеме да ги и ова не можеме да ги делиме, не да се ти може да играш 5 минути во некоја представа и да си многу подобро тој што игра 1 сат во една представа. Значи тука не можеме да правиме кои големи вака диференции, но мислам дека сепак тој што ја сака ова работа и уме и без текст да влегува или да излегува од сцена, тој ќе каже нешто. Значи за тие што ја знаат, ја прифаќаат ова професија што е стара повише од 2000 години. И сега 2021 треба да одбележите еден мал јубилеј со фестивалот, нели? 5 години. Да, 5 години. Постоење, имате ли некакви планови? Вчера ги примевме значи документите за договор да го правиме 2005-та едиција. Кога ја завршивме тоа четвртата со тие многу проблеми, значи со летна сцена, ја рековме 5-та тако нема више пандемија, ќе правиме нешто што барем секоја куќа или секој човек што живее во Гостивар да го знае. Без разлика и другите надвор, барем да го знае. Ако што не идат, да го знае. Значи ќе правиме нешто. Сега да не го кажам што ќе правиме, бидејќи сакам да биде така, но сепак не живееме во ова време што не може да правиш многу планови. Значи не знаеме што ќе биде понатаму. Еве од денеска значи не функционира ништо. За што ќе биде и како ќе биде не знаеме, но не сакам да се предадам, да велам не може ми најлесната работа да се откажеш, не можеш и да остануваш. Но сепак ќе видиме што ќе одлучуваат властите, тие се наши работодавачи, што тие ќе одлучуваат. Но ние ја примавме вчера договорот што треба да го подпишеме со Министерството за култура и како ќе оди понатаму, дали ќе не е возможно да ја правиме внатре или надвор, ние сега знаеме и тоа, можеме и тоа. Но сепак значи како сега тоа што владата што ја донесе протоколот со 30% од публиката, ако ја остава така, мислам дека жалосно е за еден фестивал да биде така. Треба да имаш нека голема сала, па да играш со... Ама сепак и тоа што луѓето се плашат. Значи, уште не сме во мирна состојба. Ќе одам, ама еден да ти кашлат и одма, значи се деконцентрира. Да. Мислам дека ќе правиме нешто, ама тоа што мислев дека значи кога сакав тоа да го завршам, кога завршиме за четврта едиција, значи со Арџент како директор, Бурхан Амети како дизајнер и Хајдар Ајдари Дале како менаџер на маркетингот, решивме ова ја завршивме, сега ќе правиме нешто во пета едиција, уште поголема од ова. Но сега велам дека ова година сме полошо од минатата. Не мора да значи моментално. Не мора да значи, да, не мора да значи. Обично правите на есен, има време, можеби, ајде да се надеваме. До почетокот на ноември. Не сакам да се предадам, но состојбата е така што луѓе во публиката се плаши. Кога сме зборувале вака и надвор од камерите, сум ви кажал дека и представите што ги играме во Тетово, например, што имавме сега последниве денови на реприза, ја снимавме да биде како во архива, да биде како едно дело останато во театор, и тие што иде мала публика се плашат. Ти гледаш луѓе дека се плашат, значи не е тоа више да одам во театар, и кога ќе се смееш или ќе плачеш, не си така во добра состојба што ти иде нешто добро или ти иде нешто лошо од тоа што го прифаќаш од играта. Сепак не се добри денови. Сепак сакам да ви кажам дека не сакам да се предадеме, но ќе ги трпиме. Барем овој месец да го трпиме, после ќе размислиме што ќе правиме. Но ќе биде нешто. Добро кажавте, значи како мали јубилеј, ќе биде нешто екстра, ќе биде нешто големо. Сега колку ни може да донесеме представи од надвор, и тоа не го знам. Значи се неизвестно, ама секога се трудиме. Искуството од минатите години сепак кажува дека Гостивар го сака отело и сака да го задржи во форма во која што во моментов ќе биде прифатлива зависно нели ситуацијава и мерките кои што луѓе мислам дека многу добро го сфатиле ова и го прифатиле како нешто
што се случува стварно нешто големо во градот. Значи фестивалот е тоа, би рекол, што ги собира луѓе, значи нешто се случува и ти се гордееш со тоа, има нешто, значи има нешто што е добро во овој град. Да, и многу е убаво што го има духот на Гостивар. Имаме представи на албански, на турски, на македонски јазик, значи од сите страни, мултиетнички. Тоа баш што е белек на нашиот град. Мислам дека ќе правиме нешто, само што сме контактирале до сега со некои од театри што треба да идат, и тие се па не знаеме со тестови, значи со ваксините што ќе прават, бидејќи минатата година имавме проблеми со некои екипи, бидејќи треба сите да излезат негативни, па да дојдат да играт во фестивалот. Еден ти излегува негативен, значи пропада цела екипа. Тоа е, значи, нашата работа што е колективна. И тоа него што ме радува, значи, кога сме колективно, кога сме група, правиме нешто големо, нешто добро за сите. Но ви реков да помине овој месец, па после мислам дека ќе се трудиме за нешто добро. Берат е актер, ама и страсен велосипедист. Во нашата професија мислам дека спортот е да го разделиме 50-50. Стела Адлер кажува на негова лекција дека актерот треба да биде многу спортист. Значи не треба да кажува не можам, не знам, не умеам, значи нема. Во нашата професија нема така. И мене тоа ме мотивира некогаш зашто гледам кога играме во некои големи представи што го имавме тоа последната, значи играме на 40 актери, значи ти него 2-3 сата трчаш на сцена, треба да имаш кондикција. Значи ако не се занимаш со велосипедист, ако не си треба да се занимаш со фитнес или со нека друга работа. Значи мислам дека за сите ние што се занимаваме со уметноста, како или мислам што сме актери, треба да се занимаме со некои од спортовите, бидејќи не е возможно да дишеме слободно, да зборуваме слободно, значи да не можеш да грчиш во сцена или да не треба. Кондиција мора да има. Кондикција мора да има и мислам и тоа и здравје, пред се и здравје. Мислам јас со велосипед се занимам над 6 години више. Значи не се малку 6 години. Кои терени најчесто ги поминувате? Возите и групно? Полошкиот терен, значи до Матка, од Матка да велем, од тоа делото што е дервен што го викат, значи Матка горе, Кондово, до Радуша горе, значи Полошкиот регион да го фатиме. И до овде горе, до Дебар, Маврово, значи целите, и планините, и преку нивите, и горе и доле, се. Да ви кажам дека сум правил на 2000 километри, е чудно, но ги правиме. Браво. Значи за една година, мислам, за една година Така, да си во велосипед, да си шеташ. Главно викендите веројатно ги користите, па сепак шетање, тоа мислам дека нешто што му прави најдобро, мислам, во живот на умот е да си шеташ. Ти, мислам, и правиш спорт, и во едно време и си шеташ, гледаш нешто, значи ние имаме прекрасна место, мислам дека овој Полошкиот регион го имаме и Шара, го имаме и ова Суба гора, значи мислам дека ги имаме најпрекрасните места што ги имаме овде во Македонија. Без разлика дека не сакам да го похвалам само ова нашата крај каде што живееме. Да го пофалиме, нека но се е за похвала, пофалиме. да. Еве да ви кажам еден вака што ми се Природата е случи. навистина уникатна. Имавме гости од Сараево и првиот збор ни кажа што имате вие тука во Гостивар? Некако па ништо. И излеговме да се шетаме и стигнавме до реката Варда, тука во мостот новиот што се правили, овие што ги имаме паркот, како ништо, реков имаме Вардар. Значи Вардар иде од Маврово. Ако што Маврово не е наша општина, него административно е на Гостивар, да. Ги имаме хидроцентралите. Гостивар е најголемиот што произведува струја. Имаме Шарпланина. Некои други во моментот не ми се текнува, па ви сте биле најбогатиот град во Македонија.
Јас ме кажа вака со кратки зборови. Гостивар е богатството на Македонија. Значи се од тука тргнува. Значи за да имаш живот треба да имаш вода. Ние ја имаме вода, да имаме да воздух, шара, значи се од тука, струја, значи од тука почнува и струјата. Што каде го однесува тоа вие не знам, да се ние сме најбогати, ако ја размислиме баш како што треба, ние сме најбогатиот град во земјава. Сака некој или не сака, но така е. Значи све од тука излегува. Сосема се сложувам, да, се сложувам со тебе, меѓутоа треба да се научиме малку да ги цениме повеќе тие вредности, Да. малку сме свртени повеќе кон На нашите материјалното. времења, мислам, јас не сум многу и млад, не сум многу и стар, роден сум во 80-та, ние порано го викавме градот на светлината. Значи до 2001-2002, кога излегувме во град, значи ти си можел да јадеш, да пиеш 2-3 сабајле, што ги немале другите градови. Сега, може би не звучи баш добро како што треба, но така било. Значи 24... Да, во младост. Два- А како 24 е градот на светлината на албански? Четети дритес. Тети Значи дритес. 24 часа си имал расположение или бурек да јадеш, или баклава да јадеш, или чебаб, мислам, овие на гастрономија. специјалитетите на гостивар. Сите сме ги имале. И нас, ако не правеле нешто познато, не правеле ова работа. Значи, Гостивар бил градот на светлината и сите дојдоа тука да јадат, да пијат, да си шетат. И мислам дека е едни од градови што никогаш не сме имале ваква конфликти или мислам, типа више ги прават млади таму, не сме ги имале. Во другите градови слушам дека има како да така Да, не били настани, ама тука сме генерално. Што не сакам да ги спомнам дека други градови, но Гостивар стварно ги немало овие работи и мислам дека сме били најмирните. Мислам се уште сме, сега овие последни години нешто ни бегат луѓе, значи е нешто сосема друго. Значи ова е више нов капитал. Како Берат се снаоѓа во улога на татко и домаќин? Па, кога дојде видео, јас имам 3 деца, 2 ќерки и 1 син, и сите ми се родени тука, во домот, во таата, значи тука сме заедно со жената и таа работи овде во библиотеката што е под Центар за култура. Аз знам, тука сме се запознале, тука, да речам вака, сме ги почнали децата, значи се е тука почнато и сега мислам дека и тие тука ќе растат. Сега може би не сакат да бидат актери или да се занимаат со нека друга од уметноста, музичари или сликари или што знам што. Но сепак што настана има во домот или во театар или во Центар за култура, зашто не се добате повеќе да го кажеме домот, така сме Дом расли го во домот. викаме, да. Да, традиционално не во домот. Значи тие се тука. Или има изложба, или има концерт, или има театар, тие се тука. Значи се дел од публиката. Јас, да не кажам 24 часа, но 20 часа сум со децава. Сега не дека сум некој добар татко или се трудам повише од сите, но така ни е работава што повише и кога правиме представи или кога имаме проби, ние работиме поплатне. Ретко некој режисер Флексибилно работно време. сака да работи рано да велиме од 11. Најрано што може да биде 11 или 12. Значи ние повише работиме поплатне. Значи после 7, после 6, кога имаме више прекрај, кога сме со пробите и од 7-8 работиме така што сум нон-стоп со децава. Ги однесувам школа, ги земам, никогаш ги облегувам. Сега последниве денови сум почнал и фризура им правам помалку. А, значи одлично се Ми велат справиш. дека не си добар за фризура, ама се трудам. Ке викаш ова се добри трендови сега, ова е Да, најмодерно. нешто мислам во овие денови што е најбогато. Тоа било значи деца да се нешто најдобро што може да му се случува на некој родител. Значи за да бидеш човек и да го осетиш тоа што е добро, да имаш деца. Дај Боже да имат сите што ги сакат децава. Но јас ептен сум радосен што ги имам и стварно се трудам многу. Некогаш ми вели како може толку да издржи. Ете, може. Сега може би што сум се женил многу касно, прво сакав да живее, Не, тоа е во природата на човекот и да. Кој сака може. Мислам ги сакам деца и кога не сум ги имал моите децата секогаш сум ги сакал. Така сум по природата.
Берат направивме убави муабети, дали на крај би сакал да упатиш некоја порака до нашите гледачи, еве посебно до љубителите на театарската уметност во Гостивар, па и пошироко затоа што ова е регионална телевизија, нели? Да, не гледа цел полос. за да се каже, можеби не сме ги кажали баш колку што треба и колку што има, но јас во времето кога сме сега, во кое време се наоѓаме, би сакал сите да го прифатиме ова како нешто нормално. Значи треба да живееме нормално, без разлика сега на некој можеби му починал тој што го сакал најмногу брат, сестра, татко, мајка, но сепак животот продолжува, не треба да го прифатиме так баш многу стресно да го кажеме, бидејќи на некој му се случува нека од разлика од минатата година, ова година мислам дека е малку повише гледам дека се плашат луѓето. Но мислам дека не треба да биде така. Ние треба да го прифатиме тоа што кажеме, дека се нормално, дека ќе помине. Последните денови слушам дека до јули ова веќе можеби ќе стане нормално за сите нас и верувам дека и така ќе биде. Значи треба да биде се нормално и ние да продолжуваме со нашиот живот. Јас со уметноста, вие со новинарството, камерманот со камерата. Значи ние треба да живееме сите заедно, публиката, секој по своја професија. Значи само треба да го земаме како нешто што нормално, што ни се случува во животот. Дај Боже да не се повтори више. Дај Боже, се сложувам со тебе, ти благодарам многу за разговорот, да се гледаме и секогаш во поубави времиња и за убави прилики. Благодарам и на вас. Значи се за најдобро да се гледаме. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието, останете во добро здравје.